еден од поддржувачите во оваа наша мисија се јави и Бучен Козјак, кој што деновиве, поточно на 1 јуни, пред платото на Домот на културата, го прославува 40 години од своето постоење. Како успеавме да се споиме? Исто така и тие преферираат производство на млечни, квалитетни млечни производи на традиционален начин, а ние ја промовираме македонската фолк и изворна музика меѓу најмладите и најдовме еден начин, многу ми е драго што не поканија да учествуваме на овој настан, најдовме начин како да ги споиме тие две работи заедно, за да допринесеме да заедно да направиме еден музички хепенинг, каде што дечињата ќе имаат можност од предплатото на Домот на културата околу 11:30 часот до 14:30 часот да се дружат со мене, со Бајса Арифовска, познат инструменталист на изворни инструменти, каде што за време на хепенингот ќе изведуваме народни песни. Обично ние на нашите настани, кога одиме и настапуваме, меѓу најмладите, се трудиме да научиме некоја народна песна, доколку не ја знаеме, доколку треба и ќе ја повториме неколку пати, меѓутоа овој пат ќе биде малку во поизменета форма. Не само ние, туку ќе земат учество и многобројни други учесници, за да го збогатиме да збогатиме прославата на Светскиот ден на млекото. Значи, една убава коинциденција, 40 години од Бучен Козјак и баш на Светскиот ден на млекото. Исто така ќе бидат, ќе имам и многу други учесници, значи, како спој на народните песни, фолклорни изведби од деца, надополнети со симфониски оркестар од средношколците од Кумановската гимназија, креативно катче, каде што за време на хепенингот дечињата ќе можат да цртаат своји творби на тема млеко. Понатаму ќе настапат неколку дечиња со музички точки од детските фестивали, фестивал за детски песни распеано од детство и детскиот ТВ фестивал Бисерчиња. Исто така ќе можат да бидат и тие дел од креативното катче, да ги изразат своите уметнички дарби на тема млеко. Програмата ќе биде збогатена и со литературни творби кои произлегуваат од наградниот конкурс кој што беше распишан деновиве, кој го објави компанијата Бучен Козјак во чест на Светскиот ден на млекото, со тема "Млекото е извор на живот", а децата ќе можат да ја покажат љубовта кон пишаниот збор преку читање на своите литературни творби кои ги создале на таа тема. Значи, ќе прозвучат и композициите на оркестарот Симфониум од средношколците на Кумановската гимназија Гоце Делчев со неколку композиции. Исто така, програмата ќе биде збогатена со фолклорни изведби од детско-младински фолклорен ансамбл Срма, надополнети со народните инструменти и на тој начин ќе ги запознаеме дечињата и со нашите народни фолклорни инструменти. Очекуваме потврди од талентираната Мартија Станојковиќ, а во текот на цело време, додека трае програмата, посетителите ќе можат да ги дегустираат производите на Бучен Козјак и да другаруваат со маскотата, заштитниот знак, кравичката од Бучен Козјак. Ќе бидат доделени благодарници на учесниците и награди за најдобрите литературни творби. Така што ветуваме дека на овој хепенинг има и доволно време, и простор, и место, дечињата да дојдат, да се забавуваат, да уживаат заедно со нас и повеќе да се запознаат со производите на Бучен Козјак, иако верувам дека веќе сите добро ги знаат како квалитетни производи.